Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Дани од детската градинка 13 ноември, клон Јасмин од Скопје. Другарчиња, денес сакам да се дружам малку со вас, сакам да научиме нешто ново, да играме и да се забавуваме. Сега да ве прашам, дали сте спремни да слушате? Дали сте спремни да учите? Сакам денеска да го слушнете расказот Кој е поважен. Слушајте внимателно. Еден ден, кога децата не беа во градинка, баш како и ние сега, се случи нешто непријатно. Во шкафот, каде што стоја играчките, сликите, папките на децата и сите материјали со кои што работиме, се слушаше голема викотница. Замислете, се расправаа геометриските форми. Кругот, квадратот и триаголникот. Прв се јави кругот и рече: Јас сум најважната и најчесто цртана форма. Без мене децата не можат да нацртаат. Ни сонце, ни топка, ни тркало, ни обрач, ни огледало, ни јаболко, ни глава на дете и многу други нешта. Гледате ли колку многу ме цртаат и сакаат децата? Затоа, гордо можам да кажам, јас сум најважната геометриска форма. Погледнете го сонцето. Има кружна форма. Балонот, па часовникот, топката. Но се јави квадратот. Како да не? Како да не? Јас сум квадрат. Ти само се замислуваш дека си најважна. Мене најчесто ќе ме видите на детските цртежи. Со мојата квадратна форма, децата ги цртаат масичките, вагоните на возот, знамињата и куќите и многу други работи. Погледнете ја куќичката. Има квадратна форма. Прозорците се квадратни. Погледнете ги коцките со кои што играме. И тие имаат квадратна форма, односно личат на квадрат. Парфемот на мама, сето тоа е квадрат. Триаголникот ме дочека да слушне што се има да каже квадратот и рече: Што зборувате вие? Како би изгледале детските цртежи без мене? Може ли да се нацрта убава куќа без покрив? Само кога детето ќе нацрта триаголник врз квадратот, куќата ќе има покрив. Со триаголна форма децата ги цртаат елките, леталата и што е најважно, мојата форма може да ја сретнете на улица, на секој премин. Врз мене се нацртани најважните сообраќајни знаци. Деца на патот, семафор, пешачки премин, на улица и многу други. Погледнете. Леталото не може да се направи ако не постојам јас. Погледнете го бродчето. Каква форма има? Триаголна. И сите почнаа да викаат во еден глас. И кругот, и квадратот, и триаголникот. Сите сакаат да се докажат кој е поважен, кој е најважен. Толку силно се расправаа што од викотницата се разбудија сите играчки, сите моливи, сите боички фломастери. Се разбудија сите. Моливот застана пред сите и налутено им рече: Точка! Доста расправи! Доста викате! Само да ве слушнат децата како се расправате. Нема веќе никогаш, ама никогаш да се дружат со вас. И никогаш нема да се најдете на нивните цртежи. Кругот, квадратот и триаголникот се погледнаа засрамено, ги наведнаа своите глави и во еден глас рекоа: Така е,
Тоа е вистина. Моливот продолжи. Како ќе бевте сега нацртани да не бев јас моливот? Па и дрвената боичка, фломастерите, восочните боички и сите бои што ги имаме. Без нас не може ништо да се нацрта, рече моливот и на листот нацрта круг, квадрат и триагол. Сега, другарчиња, како ви се допадна расказот? И што научивме од него? Ако погледнеме околу нас, дома, во градинка, или ако излеземе надвор, може да ги видиме и препознаеме сите геометриски форми. Круг, квадрат, триаголник. Например, ако погледнеме во небото, ќе го видиме сонцето. Сонцето има кружна форма. На што ни личи? На еден голем круг. Ако погледнеме куќа, може да забележиме дека покривот на куќата има триаголна форма. Основата на куќата има квадратна форма. Прозорците, вратите на куќата имаат квадратна форма. Значи, секаде околу нас има примери и можеме да набројуваме многу работи. Но, бидејќи сме сега дома, сакам сите заедно да размислиме и да погледнеме што се има околу нас. Сакам да погледнете дома и да видите што имаме дома што личи на круг, на квадрат или на триагол. Погледнавте убаво. Еве јас, кај мене дома. Масата има форма на квадрат. Часовникот ми личи на круг. Мојата столна ламба има форма на триагол. Огледалото има форма на круг. Значи, другарчиња, може да набројуваме и да бараме, и да гледаме, и да учиме. Се околу нас има одредена форма. Ако убаво ги разгледавте предметите дома, сега сакам да ви предложам неколку игровни активности. Првата е препознавање на основните форми – кружна, триаголна и квадрат. Потребни материјали за оваа активност ни се самолеплива лента, листови во боја, ножички, молив, линир и лепило. Сега, другарчи, за оваа активност да ја направиме како што треба да побараме помош од нашите родители. Значи, родители, од самолепливата лента или од хартијата во боја, направете круг, квадрат и триагол. Погледнете. Значи, од самолепливата лента залепете круг, квадрат, триаголник, или од хартијата исечете ги формите што ни се потребни. Соберете ги сите играчки или предмети во домот и може да почнеме да играме. Значи, помогнете на своите деца. Например, оваа дрвена играчка има форма на триагол. Има 3 страни. Значи, тука ја ставаме кај триаголникот. Потоа, оставите го детето, другите предмети само да ги сортира, да ги класифицира според формата што ги препозна.
Погледнете. Оваа активност им ја дадов на моите дечи, вашите другарчиња од групата Медени мечи. И погледнете колку убави активности направија тие. Ги сортираа предметите, ги ставија на местото на кругот, квадратот и триаголникот. Ги погледнавте убаво сликите. Сега може да поминеме на втората активност. Печатање со темперни бои. За оваа активност потребни материјали ни се темперни бои и печати во дрвени печати. Ако немате другарчиња дрвени печати, слободно може да ги искористите коцките што ги имате дома. Или може да побарате повторно помош од вашите родители да изработат печати од сунгер или од некој друг материјал кој што ги имате дома. Погледнете. Кога ќе печатиме нешто, може точно да ја видиме формата. Ако печатиме со топче, може да ја видиме неговата кружна форма, значи нема страни. Ако печатиме со квадрат, може да забележиме дека квадратот има 4 страни. И не само овие активности, другарчи. Јас бев изненадена колку моите дечиња беа креативни, колку беа инвентивни и колку многу активности успеа да направат од оваа активност што им ја предложив јас. Еве, на пример, може да изработиме и инсекти. Од еден голем круг може да го направиме телото на бубамарата, да ги залепиме крилцата и да ги ставиме незините точки. И погледнете, добиваме една прекрасна бубамара. Другарчи, се надевам дека ви се допадна денешната активност. Се надевам дека и научивме нешто ново. Останете ми здрави, среќни и весели. И навистина сакам да се видиме наскоро. Ве сака вашата учителка Дани. Седете здрави, среќни и убави. Се гледа.